Имаме 3-4 минути, што е доволно време да свртиме земјината топка. Дејан Андоновиќ, добро утро. Денеска почнува Минхенската конференција за безбедност, која што традиционално се одржува секоја година. Мислам дека е добро таа да спомнеме во контекст на сите овие случувања кои што немаме многу време, само на брзинка да ги ставиме тезите. Да, тоа е така наречениот одбранбен Давос, каде што подпредседателката на САД Камала Харис, Ентони Блинкен, Володимир Зеленски и останатите председатели и премиери на Соединетите Американски држави и западните држави, каде што ја разгледуваат европската безбедност, но тука има нели наши представници кои гледаат европската интеграција, шансите да се оди напред, но за тоа не би зборел. Во фокусот, пошто е одбранбен Давос, во фокусот е руско-украинската криза. Она што сакам да го извлечам како теза и како вест е дека се уште се обвинува Русија дека не се повлекува, се уште има разузнавачки информации дека Русија ќе ја нападне Украина. Последно е дека оној споменат датум од 16 февруари бил трик на Путин и дека ќе се случи нападот после 20 февруари, тоа е недела. Има три причини поради тоа, во интерес на време би ги кажал. Првата причина е што завршуваат воените вежби кои се случува изминатиот период, најголеми по втората светска, по студената војна. Тоа е првата причина и не се знае каде ќе отидат оние големи трупи кои останаа во Белорусија и во Русија. Тоа е првата работа. Втората е оваа безбедносна конференција завршува токму во недела. По неа се очекува дека Русија би можела да изведе некаков тип на напад. И третата причина е завршувањето на Олимписките игри во Зимските олимписки игри. Минхенската конференција година нема да има руски представници на високо ниво, иако тие редовно секоја година доаѓа, дури ако не се лажем, за прв пат ева сега, 2000 не ме држи за збор, но некоја 17 години самиот Путин беше. Минхенската конференција води еден од најголемите западни дипломати, дури би рекол така, тоа е Ишингер, кој што беше директор политички на Министерството за надворешни работи на Германија, потоа беше германски амбасадор во Вашингтон, беше во Лондон и така еден маг. Инаку нему му е ова последна година како председава со Минхенскиот тој процес. Тој е точно баш ова споредба, тој е еден безбедносен Давос и така. Русите рекоа не доаѓаме оваа година, бидејќи тоа се претвори во конференција на НАТО, каде што само се разговара против Русија и така натаму, но де факто е тоа една прилика во која што можеби можеше да се направи нешто повеќе од ова што сега го нема. Вчера слушав еден разговор со Ишигер, кога јас лично го знам, инаку тој е еден стварно вака дипломатски мак, човекот сеја веќе од заминува во пензија, но тој вели дека порано во негово време, кога тој беше активен во дипломатијата на еден друг начин, како еден од големите двигатели на западната дипломатија, овој вид на кризи се решавале по потреби со тајни преговори, со дискретни средби. Тоа е инаку Минхенската конференција, таа е замислена за неофицијални на маргините средби по многу проблеми и така натаму, но дека денеска заради ова една општа шизофренија медиумска во која што не може ништо да се скрие, нити да биде дискретно и така натаму, дека тоа сега се води веќе како една пропагандна војна. Тоа што го направиле. Сега отидени се работите и натаму јас лично мислам. Многу е занимљиво што овие датуми што ги спомнуваш, ќе било во недела, ќе било на 16. По недела, има три причини зашто. Сакам да кажем дека бранот што го направи Западот на пропаганден начин кон Русија се толкува како всушност како еден притисок Русија да се истера на чистина за да не нападне. Да, и тоа е таа една теорија зошто бидејќи се гледа дека стои една пропагандна војна за сето тоа со прозивања, со прозивања, сега ќе биде, утре ќе биде. Всушност туркајќи ги русите да бидат во можеби за прв пат во информативна дефанзива, ако смеам да кажам. Да, мене ме потсети ова малце, ќе го упростам, кога ќе ви излезе некое опасно животно, па викате бегај, знаеш. Меѓутоа факт е дека нешто се случува, бидејќи повторно ќе кажам, го анализиравме изминатиот период. Тие велат ги обвинуваат Русија дека сака да нападне Украина, тие викат ние никогаш не рековме дека ќе ја нападнеме, но ако бидеме нападнати ќе возвратиме. Со признавањето на Лугански Донецк
Дискутабилно е и аспект на гледање, нели се е релативно, дали ако украинската армија се обиде да го врати својот суверенитет врз тие области, Русија ќе го смета како напад врз неа. Па добро, веројатно е јасно дека во овој момент украинската армија најмалку би се обидувала сега да враќа некаков суверенитет Да, Сашо, но види, ајде да размислиме. Оти секако е ова на ивица и кога тоа може да го направат кога немаше 150.000 Да, ма тогаш распоредени немаше трупи ни руски. силна армија. Мене многу индикативно ми беше задните месец дена колку многу украинската армија е вооружена. Мислам дека не е случај. мислам дека тоа се малку фами на двете страни. Мислам, Наше да ги пренесеме. Украинската армија вооружена, да, ама тоа не се, да кажем, оружје кои може да се спротистават на руската страна. Добре, јас не верувам дека па и Русија во проруските автономни области во Украина ќе ги извади баш сите оние оружја кои би ги извадила доколку ја нападне НАТО на нејзина територија. Повторно велам, ова се варијанти, но логиката вели дека таму нешто ќе се случи. А што и кога ќе видиме? Факт е дека нестабилноста продолжува и дека веројатно и заедно со тоа и пропагандните војни ќе продолжат и од двете страни. Да видиме што ќе биде после 20. Еве повторно ќе кажам и ќе потсетам дека 2014 мислам дека заврши тогашната Олимпијада и утредента Русија го окупираше Крим. Значи еден ваков податок кој Да, така е. Може да е Така случајно. се разбира дека тоа не е случајно што се случува ден по затварање на Бидејќи олимписките. Кремљ, односно самиот Путин ветил според изјавите на Си Џинпинг дека нема да реагира додека е значи ние сега спекулираме, никого не обвинуваме. Ама и што му менува на Путин доколку сака да прави некакви тој вид операции, дали ќе бидат 3 дена порано. Значи кој прв ќе нападне, Украина или Русија, прашање е сега една хамлетовска дилема. Мислам дека таму единствено прв може да нападне Русија прва, а бидејќи Украина не сум сигурен дека воопшто би се осмелила. А да видиме, затоа велам, ајде после 20 бидејќи повторно ќе кажам, американските разузнавачи тврдат дека 16 февруари бил трик разузнавачки. Па тоа секогаш посвестно може да се прогласува. Ако погодија ќе беше најава. Сашо, една работа е интересна. Путин ни во еден момент не рече ќе нападнам и второ она прашање од пред некој ден кој е сега новиот датум што го зборат западњаците дека ќе Добро знам, нападнат? ама елементарно е Путин да не каже дека ќе нападне. мене ми Бидејќи е ако тоа- каже дека ќе нападне, Јас ќе тоа ве нападам, тоа суштински ситуација, ја менува ситуацијата. Конечно, дали ќе нападне или не, нема потреба за И како најава. ќе нападне? Повторно велам, и што е напад, бидејќи еве, проруските сепаратисти го обвинуваат Киев дека цела ноќ вчера и денес ги гаѓаат. Многу употребуваме нападне, на крај веројатно нема никаков напад да има. Така што да видиме што ќе се Напад у случува. смисол, добро, гранатирање на позициите на проруските Не сум- сепаратисти. не сум- Така е информацијата на странските агенции. Јас ја пренесувам, не сме таму да видиме, меѓутоа и Па и да сме таму, веројатно тие што се таму помалку гледаат од овие што од страна има шанса. Дефинитивно. Од страна го гледаат. ајде вајде ќе биде мирно, да кажам, што да кажам. Па сега, да, ние сме тука да се обидеме нешто да предвидиме, да анализираме, а што ќе се случи најмалку зависи од нас.